Ке почнеме оваа недела со изучување на нова книга. Завршивме со Галатјаните и по традицијата на нашата црква е неделите да изучуваме книга од Новиот Завет, а во средите книга од Стариот Завет. Во средите изучуваме книгата Неемија како еднологично продолжение на претходната книга Ездра, од денес ќе почнеме во неделите да изучуваме книгата Дела на апостолите. Една книга која е важна посебно за современата црква, која дава одговор на едно актуелно прашање како може црквата да биде релевантна во општеството. Како може црквата да биде сила, тело кој ќе има влијание во овој свет. Ова прашање е многу актуелно, многу се говори за оваа тема во современата црква. Аналитичари, библиски работници, христијански служители се занимаваат со тоа прашање и мислената се поделени. Некои сметаат дека црквата, состојбата на црквата во современиот свет е добра, има еден оптимизам во тој поглед. На многу места има мега цркви, по некои земји дури цркви по 10, 20, 30 милиони членови. Со помош на современите медиуми, црквата или Словото на Бог влегува, се распространува, има телевизии, радија христијански, христијанската музика, продукцијата на христијанска музика, расцветува, книжарниците, публикувањето на книги, преку социјалните мрежи се шири Евангелието или Божјото Слово, Библијата насекаде. Така да во тој поглед некои сметаат дека црквата има едно добро влијание и состојбата е добра. Меѓутоа, може поголемиот дел од аналитичарите сметаат дека нештата или состојбата не е така розова. Дури има некои кои одат дотаму и сметаат дека не само што не е добро, туку тоа влијание на црквата во светот одумира. И може би не е целосно мртво, но црквата во поглед на релевантноста одумира. Има сериозни аналитичари, еден од најпознатите кој се занимава со таа тема, има напишано повеќе трудови, Дейвид Велс, во својата прва и најпозната книга Нема место за вистината или што и да се случило со евангелската теологија, вели дека црквата со обидите да ги покрие сите области од општеството и да даде одговор на сите прашања, го загубила основното. Ја загубила својата доктрина, ја загубила својата теологија. И го гледаме тој проблем на црквата денес, навистина е очигледен. Кога ќе се појави некој општествен проблем и христијаните веднаш стануваат експерти за тој проблем. Кога се појави кризата, ние видовме експерти христијани за конспиративни теории, експерти по медицина, експерти за вакцините, експерти. Сега војната, кога дојде, стана експерти за војни доктрини, политика на свет, политики војни и така натаму. И во сите други области црквата се обидува да даде своје стручно мислење, а светот многу поуспешно го прави тоа. И разбирливо зашто светот е специализиран за проблемите на светот, за оние недуховните или светските проблеми на општеството. И црквата, обидувајќи се да се меша насекаде, го загубила основната мисија. И затоа прашањето што го поставува Дейвид Велс во книгата, има ли воопшто во црквата место
дали црквата воопшто посветува и внимание на основното, а тоа е на својата доктрина, на учењето, на својата теологија. И не само Дейвид Уелс, туку и други такви аналитичари го сметаат истото. Например, Норман Подхорец, еден еврејски писател, има направено истражување за американското општество посебно, и тој ги опфаќа воопшто верата во Америка, не само христијанството, и вели, да, Америка е општество на верата. Само 5% се атеисти, 95% веруваат во Бог во Америка, и според најновите истражувања статистички, иста е состојбата и во Македонија, дури овде ќе има и повеќе верници. Само според еден податок, до 30 март, до 31 март, имаше само 300 атеисти, сега од 1 април тој зброј се зголеми на 8.000. Не знаеме како се случува тоа, како и да е. Во секој случај бројката е многу мала. Има многу верници. Меѓутоа, кој е проблемот што го потенцира во своето истражување Норман? Тој вели, луѓето веруваат во Бог, меѓутоа успеваат многу добро својата вера во Бог да ја сожителствуваат со световноста, тоа е со секуларизацијата, така да има еден високо секуларизиран начин на живот кој удобно коегзистира со верата во Бог. Да, тој ги опфаќа сите вери, меѓутоа клучно е христијанството во неговото истражување. Со други збори, тој сака да каже христијанството и црквата се секуларизирани, т.е. станале многу световни. Луѓето веруваат во Бог и во исто време си го живеат животот во светот. Не животот според Божјото Слово. И затоа многу важно, и поради таа причина тие велат дека црквата не е веќе релевантна за општеството. Нема влијание во општеството. Ја губи улогата, ја губи смислата. Ако црквата треба да ги лекува проблемите, психолошките проблеми на луѓето, или економските проблеми на луѓето, или политичките проблеми на луѓето, или не знам как, социјалните проблеми на луѓето, па за тоа си има во општеството луѓе. Црквата, мисијата на црквата е сосема поинаква. И како црквата да ја врати релевантноста во општеството, може би најдобар почеток како да ја врати. Со тоа што ќе се врати на основата, ќе се врати на својата доктрина, ќе се врати на теологијата, ќе се врати на Словото. А добар почеток за тоа е изучување на ваква книга. Книгата Дела на апостолите ни открива една црква која во Ерусалим започнува како новороденче, во пелени, бебешки пелени. И за неколку децении таа така расте, така зајакнува, така созрева, што успева да го сврти светот наопако. Јас би кажал, успева да го сврти светот и да го постави на нозе. За само неколку децении успева да го смени светот. И од тоа поголема релевантност на црквата може ли да има? Од бебешки пелени станува фактор кој го променува светот. И црквата Дела на апостолите ни кажува како се случува тоа. Не се во прашање маркетиншки трикови, не се во прашање стратегии на општеството, не се во прашање иновации, измислување. Не, црквата си ја исполнуваше мисијата која Бог, Господ Христос си ја даде. Го проповедаше Евангелието и се подпираше во сето тоа на силата на Светиот Дух. И ја извршуваше таа мисија. Беше фактор, еден силен фактор во општеството. Освен тоа, книгата Дела на апостолите ќе ни даде одговори на други прашања, иако, пак ќе предупредувам честопати, книгата Дела на апостолите не е дадена за да ние си го пишуваме статутот на црквата, тоест какво ќе ни биде уредувањето, хиерархијата, црковната организација. Има текстови кои ни даваат модели, меѓутоа самата книга не е напишана со таа цел.
Некои ја нарекуваат книгата Дела на апостолите боговдахновен приречник за христијански служители и навистина е таква е книгата. Меѓутоа, сите тие други теми што ќе ги видиме се секундарни. Да, ќе можеме да видиме во книгата како се избираат служители. Ќе можеме да видиме во книгата како е поставена црквата, хиерархијата, организацијата, управувањето и така натаму. И многу, една голема тема, една голема порака што ни ја праќа книгата е за сувереноста на Бог и тоа посебно во поглед на неговата грижа и неговата заштита на својот народ, на својата црква. Целата книга ние можеме да видиме како Бог суверено контролира се. Тој движи се. И во таа своја суверена контрола, во фокусот на неговото внимание е заштитата, успехот на црквата, на делото Божјо на земјата. Тоа се некои така основни нешта во почетокот што кажувам, а како воведна тема, би требало тука да бидат офатени првите 11 стиха, меѓутоа во интерес на времето, ќе ги разделиме на два дела, ќе видиме основното она што Лука сака да го направи со таа книга и уште на самиот почеток ќе видиме повеќе следниот пат, мисијата на црквата одредена според овојот или според пораката што ја праќа Христос во последниот миг, последните минути што ги има со учениците. Лука, како автор на книгата, се обидува да ги убеди читателите и посебно Теофил, до кого е напишана таа книга, да ги убеди во веродостојноста на сето она што е вклучено и во неговото Евангелие и во книгата Дела на апостолите. Тоест, да не убеди во вистинитоста, во интегритетот на книгата и со тоа интегритетот на нештата кои се запишени во поглед на делата и учењето на Господ Исус Христос. И книгата почнува со зборовите, тоа се поведниот дел, првите два збора. Првата книга Теофиле ја напиша за се она што Исус го правеше и поучуваше од почетокот. Не навраќа на Евангелието. И вели во првата книга, тоа е во Евангелието, мојата цел беше да представам се она што Христос го учеше, го проповедаше и го правеше, и то од почетокот, од кога почна служењето, од крштевањето, до кога? До вознесението. Откако преку Светиот Дух им даде заповеди на апостолите што ги беше избрал. Ќе видиме таа веродостојност, продолжува да говори во таа насока за докази, каков пристап има, каков метод користи во пишувањето на книгата. И оно што може да го видим, всушност тоа е една книга. Евангелието и делата, иако се два дела, тие се како една книга која има два тома. Носат посебни наслови, но во суштина се една целина. И ако првата книга го опфаќа, или Евангелието го опфаќа она што Христос го прави, го поучува од почетокот до вознесението, втората книга би било се она што Христос продолжува да го прави и да го поучува од вознесението па натаму. Ќе видиме која е идејата на сето тоа. Значи, книгата е напишана од Лука и тоа е една од новозаветните книги за кој скоро и да нема спор во поглед на авторството на Лука. Немаме многу библиски податоци за Лука. Постојат вон библиски традиции, преданија. Ние нема да се занимаваме, бидејќи историјата или науката се користи со она што постои како документ, не како легенда или предание. Според некои тоа е македонец, според други тоа е Елин, како во секој случај е Елин. Она што знаеме од тоа што Лука Павле ни го кажува во Колосјаните,
во последниот дел кој ги праќа поздравите до читателите, го нарекува Лука, или ве поздравува Лука, возлюбениот лекар. Знаеме дека е лекар и неговиот начин на пишување, например, кога ќе го споредиме Евангелието него со останатите, тој користи многу такви медицински аргументи, користи медицински погледи, аспекти во отделните ситуации. Например, тој единствениот кој кога бабата на Петар е болна, вели дека имаше многу силна треска. Така, тој и дава диагноза на незината болест, на незината состојба. Лука, авторот на овие две или една книга, она што ги споева тие два дела на неговата книга е една личност, Теофил, и овде кога гледаме започнува со обраќање кон Теофил. Не знаеме исто така многу за него, но од обраќањето можеме да, посебно во Евангелието, каде што го нарекува честити Теофиле, можеме да разбереме дека е личност со висок ранг во римското општество. Таа титула честит се користи за луѓе на висока позиција. Например, Павле ги нарекува честити Феликс и Фест, двајца римски управници, едниот во Кесарија, другиот во Јудеја, за време на оние судски процеси. Така да, кон римски управители, Павле се обреке со титулата честит. Веројатно е новообратен верник, за верата станува збор. Целта на Лука е да од почетокот на она што го пише во Евангелието, да ги собере сите информации кои што постојат. Очигледно имало мноштво на текстови, мноштво на писанија за Христос и за потоа животот на црквата. И што прави Лука всушност? Тој сето тоа го собира, го анализира, применува еден научен метод во истражувањето, потоа го подредува хронолошки, систематски, дури во Евангелието пишува дека и распрашува сведоци и на крајот го презентира тоа во труд во кој сите настани, сите проповеди, сите учења се систематски подредени во ред. И во тој поглед Лука врши една голема работа. Многу стручно го прави тоа, или Брус, например, Ф.Ф. Брус, еден од попознатите новозаветни коментатори, истакнува дека Лука, во поглед на начинот како пишува, имињата што ги наведува на личностите, тоа е компјутерски точен, хируршки прецизен. Периодите во кои управуваат тие личности, имињата на тие личности, местата каде што тие управуваат, со голема прецизност географски се изразува градовите, регионите, дури со голема точност го представува и оној културен, општествен живот во тие градови. Например, кога говори за Атина во делата, или за Коринт, или за Солун, па за оној извор каде што се собираат таму, реката каде што се собираат таму, нели, жените и така натаму. Точноста е потврдена археолошки, географски, дека е прецизна. И затоа Брус вели, го сместува, како што тој се изразува, во редот на она висока традиција на елинистичките историски записи. И затоа и многумина и секуларни историчари во тој список на познати елинистички историчари вклучени самиот Лука. Исто и Вилијам Ремзи, еден познат археолог, посебно во делот на Мала Азија, каде што многу и од настаните во книгата дела се случуваат, вели за Лука, него треба да го вклучиме во списокот на најголемите историчари во човечката историја. И тоа со право. Така да, во поглед на историчноста, овие книги на Лука и Евангелието и книгата Дела имат највисок интегритет или точност. Истражува, споредува, анализира, сослушува сведоци и сето тоа го презентира на еден многу високо систематизиран начин. А ако на тоа пак
го додадеме и действото на Светиот Дух, т.е. фактот дека и Евангелието и делата се вклучени во библискиот канон, што е потврда за боговдахновеноста, тогаш веќе имаме 100% гаранција дека тие книги се имаат интегритет, се автентични книги и она што е запишено внатре, можеме да му се довериме целосно. И тоа е многу важно. Лука многу внимава на тоа, не случајно многу внимава, бидејќи ќе видиме понатамо, тоа е суштината на христијанството. И од автентичноста, од веродостојноста, всушност зависи и самата сила на христијанството. Во поглед на структурата на книгата, таа е лесно организирана, лесно може да биде разграничена, и тоа по неколку критериуми. Случките во книгата почнуваат во оној период меѓу воскресението и вознесението на Христос, нели? Тоа е во Ерусалим, и првите 12 глави, местото или географското место на действата се Ерусалим или околината на Ерусалим, Јудеја и најмногу до Самарија, кај што клучната личност е Петар, така да поделбата може да биде географска, може да биде и според главните актери. Во првите 12 глави географското подрачје е Јудеја, Самарија и таму главната улога има Петар, дури во оние ситуации кога некој друг е во фокусот на вниманието, како например 8 глава, каде што Филип благовестителот е представен како евангелизаторот кој го шири Евангелието до Самарија, меѓутоа се чека да дојде Петар од Ерусалим и тој со полагање на раце да го даде дарот на Светиот Дух. Така, тој е клучната личност. Веќе од 12 глава натаму го гледаме ширенето на Евангелието од источниот дел на Медитеранот, од Сирија, Антиохија, кон Мала Азија, кон Запад, се до Рим, со што и завршува посланието. И во овој втор дел, клучната личност или главниот херој е Павле, апостол Павле. По поглед на името на книгата, традиционалното име е Дела на апостолите, самиот Лука не го дава тој назив. Тој назив станува познат некаде средината на вториот век, втората половина на вториот век, и од тогаш тоа е традиционалното име на книгата, иако не е и најсоодветното. Не можеме оваа книга со полно право да ја наречеме книга Дела на апостолите. На крајот на краиштата во оваа книга се представени само 20 апостоли, максимум 4, ако го вклучиме Варнава, кој учествува во неколку глави, и Јован, кој се појавува на почетокот. Главно оваа книга се занимава само со 20, со Петар и со Павле. Другите апостоли не се ни спомнати дури, освен на почетокот, не е спомнато нивното служење, нивното дејство. Затоа некои предлагаат други наслови, посоодветно бил делата на Господ Исус Христос, зашто, како што кажав, ако првата книга е за служењето и делата и проповедите на Христос од почетокот до вознесението, ова втора книга е продолжение на, како што Стот го нарекува, Христос во слава. Ако во Евангелијата го имаме историскиот Христос, Христос на земјата во тело, во делата на апостолите ние можеме да го видиме Христос на небото, сегашниот Христос. Во Евангелијата е историскиот Христос, тогаш, а во делата го имаме сегашниот Христос, оној кој е во слава на небото, кој продолжува и да проповеда, и да врши дела, но преку црквата. И тука може да додадеме уште еден фактор, Светиот Дух. И ако бираме главна или клучна личност, која најмногу се така, која е највклучена во се, тоа е Светиот Дух. Така започнува и преку целата книга можеме да го гледаме клучното дејство на Светиот Дух.
Сите тие дела во книгата, кои се представени, во сите нив е вклучен Светиот Дух. Учениците се собрани тука во Јерусалим и Христос им вели, ке седите овдека, нема да мрднете, додека не го добиете дарот, кој ви беше ветен. И потоа, од тука натаму, во секој однос, и кога ќе треба да тргнат некаде, и кога ќе треба да се изберат луѓе, и кога ќе треба за служење, Светиот Дух е тој кој што раководи. Тој ги отвара срците на луѓето, тој дава сила за се. И затоа некои нарекуваат книга на делата на Светиот Дух. Има едно име кое може би не е практично поради душината. Ironside го предлага тоа име, но е најточното. И тој вели книга на делата на Исус Христос преку Светиот Дух на земјата, преку животот на црквата. И да, тоа е најточното представување на книгата Дела. Христос, Светиот Дух, црквата. Сето тоа е вклучено во оваа книга. Реков дека историчноста, веродостојноста, интегритетот на книгата е многу важен и во 3 стих Лука продолжува во книгата Дела, откако говори нели кај се, што се, откако дава подсетување на првата книга Евангелието, продолжува во 3-та книга, тие се собрани таму, пред да даде континуитет на случувањата во Јерусалим, вели ним по своето страдање им се представи жив со многу верни докази. Доказите или документите. Докимосе овдека зборот, тоест документи, со многу јавувања, со многу факти. Тој им докажа дека оној кој беше во гробот, сега е жив. Зошто тоа важно? Важно зашто Христос најавуваше, поучуваше дека ќе треба да биде фатен, предаден, мачен, распнат, да умре и да воскрсне. И Христос тоа го потврди. Тој потврди дека веќе е жив. Иако беше убиен, тој е жив. И во тие, ќе видиме понатаму во следните стихови, им се јавуваше во тие 40 дена. Постојно им се јавуваше, за да ги увери дека е воскреснатиот Месија. Зошто? Зашто суштината на пораката на Евангелието е токму тоа. Воскреснатиот Спасител. Со тоа Христос потврди дека е Синот Божи, дека е Месијата, но и дека е Спасителот. Евангелието не е учењето, едноставно учењето на Христос, Евангелието е самиот Христос. Спасението е Христос. Петар, малку понатаму, во својата втора проповед во Јерусалим, ќе каже, нема спасение во никој друг. Тој не говори во некое учење. Во никој друг, во личност нема спасение. Зашто нема друго име, и кога говори за име, повторно говори за личност. Нема друго име под небото кој било дадено меѓу луѓето со кои мораме да се спасиме. Петар вели, нема спасение во друго учење, освен во учењето на Христос. Не, тој вели, нема спасение во друга личност. Тоа е личноста во која е спасение. Христос е пораката, Христос е Евангелието. Неговата личност, неговото дело на крстот. И ако тој не е вистински, ако неговото дело не е вистински, ако не може да се докаже, како што Лука овдека вели, тогаш христијанството е испразнето од вистината. Ако овие настани не се историски, тогаш христијанството го нема легитимитетот. Она што сака овдека Лука да го направи за Теофил и за сите останати читатели, е да ги увери дека сето тоа, дека христијанството не е легенда, не е мит, туку е историја, реална историја. Настани кои реално се случиле. И тие се докажуваат, вели Лука. Јас сум испрашувал сведоци, на многу луѓе се откри Христос, тие можеа да го фатат
може да го слушнат, може да јадат со него, може прстите во раните да се ги пикнат. Тој воскресна. Таа е реалност. Зашто ако тоа не е така, ако ја нема таа историчност, тогаш како што и Павле вели во Коринтијаните, ако Христос не воскреснал, тогаш е празна нашата проповед, празна е нашата или вашата вера. Така е од самиот почеток. И Лука дава јасно до знае на Теофил дека христијанството е историска вера. И мисијата на црквата, успехот на мисијата на црквата, растежот на црквата не може да се обясни на поинаков начин, освен преку реалноста на тој настан, на личноста и делото на Христос. Впрочем, како можеме ние да објасниме успех на едни луѓе кои, кога Христос беше фатен таа вечер и кога беше потоа распнат и кога беше ставен во гроб, погребан, и тие сите се уплаши уште вечерта, се разбегаа, се откажаа од него. На раснувањето и погребот на Христос учествуваше само Јован. Со својата мајка, со тетките таму, немаше никој друг од апостолите. И тие и се крија, уплашени. И тие луѓе, уплашени, кои побегнаа како кукавици, потоа така се посветија на Евангелието, што дури на крајот си го дадоа и животот. Сите до еден со исклучок на Јован. Како може да се обясни таа промена, ако воскресението не е реалност, не е историски факт? И тоа го потенцира овдека Лука. Сето ова што го пишувам во Евангелието и во книгата Дела е историски факт, подкрепено на докази, на сведоци. Интегритетот, на Евангелието, интегритетот на книгата Дела е една од основните цели на Лука. Затоа тој е толку педантен, затоа е толку усрден, тој копа во се што ќе најде, за да на крајот стигне до вистината и ја систематизира и ја представи. За да нема сомнежи во она што е напишано. Да нема сомнежи во личноста и делото на Христос, да нема сомнежи во христијанството. Другото нешто што можеме да го видиме овдека е тој им се откри жив, тој вели прво, им се откри жив на многу, со докази на многу луѓе, веднаш после воскресението, и продолжи да им се јавува 40 дена, зборувајќи им за Царството Божјо. Им се јавуваше и што правеше? Им проповедаше, им говореше, ги поучуваше за Царството Божјо. Тоа е фокусот на службата на Христос од почетокот до неговото вознесение, гледаме овдека. И тие 40 дена, од воскресението до вознесението, ние гледаме, вели Лука, тој постојано ќе исчезнеше, па пак им се јавеше. И кога им се јавеше, им говореше за Божјото царство. И пак исчезнеше, и пак се појавеше. И тоа го правеше 40 дена. Во Евангелието, на почетокот, тоа го каже, повторно го вклучува поуката на Господ Исус. Вели, првата книга Теофилија напиша за се она што Исус го правеше и поучуваше од почетокот, од кога почна служба земна, па се до денот кога се вознесе. И тоа беше клучната служба на Христос. Тој можеше да дојде на земјата и веднаш да отиде на крстот, да умре и да го спаси човештвото. Но тоа не беше целата служба на Христос, само да отиде на крстот. Тој требаше да проповеда, да подготвува ученици. Учениците имаа потреба од проповедта за Божјото царство. Зашто учениците, очигледно не само учениците, сите во тоа време, имаа збунат, беа конфузно разбирање за Божјото царство и за Месијата. И сосема е разбирливо, зашто ако го гледаме Стариот Завет и се абстрахираме од се она што се случува во Новиот Завет, немаме едно јасно учење за Месијата и Божјото царство. Како би го толкувале текстот или толкувањето на сонот на Навуходоносор од Данијел,
ако го немаме Новиот Завет. Во тој сон, во тоа толкување, Навуходоносор сонуваше еден голем кип, статуа, во кој Даниел вели се представени водечките империи, безбожнички империи. На крај завршува со римската, на крајот еден голем камен, го руши тој идол, таа статуа и се восцарува. Месијата, и тоа е представен како Христос, Месијата, ги руши земните царства и воспоставува едно вечно царство. И нормално евреите очекуваат Месијата која ќе дојде да ги уништи земните царства и таму да воспостави едно еврејско царство како со Месија, како Давидов наставник. И Месијата дојде. Сите во делата на Христос, учениците во зборовите, во се, го препознаа Месијата. И очекува тој сега да ги уништи земните царства и да воспостави еврејско царство. На крај паметнив не им доаѓаше тој Месија да отиде таму за да го распнати, да умре и така натаму. И затоа такво едно учење, Христово учење за Месијата, е скандалозно за евреите. Зашто тие го имаа своето разбирање од Стариот Завет. И Исаја има такви текстови во други места. Да, има некаде кога се говори за страдане, меѓутоа една глобална слика која ќе се гради без Новиот Завет е таа. И затоа Христос требаше да ги учи за Божјото царство. Постојано ги учеше, колку параболи им кажа за Божјото царство. И до последниот момент, до вознесението, тој ги поучуваше за Божјото царство. Поука имаше една. Тоа беше едно од мисиите, едно од делата на Господ Исус Христос, поуката. И со истата служба започнува книгата Дела на апостолите, вели. Ги поучуваше, им силуваше, ги поучуваше за Царството Божие. И таа служба можеме да видиме продолжува во книгата Дела на апостолите. Ова е почетокот на книгата, ова е третиот стих на книгата Дела на апостолите. Тој го проповедаше Божјото царство. Знаете како завршува книгата Дела на апостолите? Со истите зборови, со тоа што друга е личноста која проповеда. Последните два стиха на 28 глава 30 и 31 пишува таму. Павле остана таму цели 2 години во Рим. Остана цели 2 години во Рим. По посебно најме на куќи ги примаше сите што доаѓа кај него, проповедајќи го Царството Божјо и учејќи за Господ Исус Христос, наполно слободно, и никој во тоа не го спречуваше. Како завршува книгата? Со проповед на Царството Божјо. Книгата почнува со тоа, завршува со тоа. Христос, додека беше на земјата, го проповедаше Царството Божјо и ја проповедаше неговата мисија за спасение, Евангелието. Како завршува книгата Дела на апостоли? Со проповед на Божјото царство и проповед за Господ Исус Христос, која е всушност Евангелието. Тоа е книгата Дела на апостолите. Целта на книгата Дела на апостолите е токму таа, да видиме како таа проповед, тоа Евангелие се шири, успева, победува. Тоа е основната цел. Евангелие, Божјото царство се проповеда. Завршува книгата со тоа што Божјото царство се проповеда во Рим, во центарот на империјата. Павле таму 2 години слободно, иако е во притвор, иако го очекува судски процес, тој слободно го проповеда Божјото царство. Таа беше задачата на Христос додека беше на земјата, и таа задача продолжува и за Христос на небото, сегашниот Христос кој работи во црквата. Христос проповедаше, црквата го проповеда Божјото царство. Црквата, која е телото на Христос, Христос продолжува да служи на земјата како вознесен на престолот преку црквата. Го проповеда Божјото царство и го проповеда Евангелието за личноста и делото на Христос. Книгата Дела на апостолите е книга која содржи најмногу проповеди. Во Евангелијата, просечно може да знаете 7-8 проповеди до 10 најмногу.
Книгата Йован, мисля, има 7 проповеди. Книгата Делата, знаете колко проповеди се одържи? 18 проповеди има в книгата Дела на апостолите. Книга Дела на апостолите е книга на проповедите. Проповеданието. 19, се извинам. В 28 глави има 19 проповеди. И това е поентата, да ни покаже дека църквата, своето влияние в обществото, како релевантен фактор, го стекнува со проповедта. Тоа е мисијата на црквата. И понатомо се, тоа е целене последните стихови, Христос ќе даде мисијата. А тоа е на црквата, тоа е да бидат сведоци на Христос. Сведоци за Христос од Ерусалим па до крајот на светот. Ако црквата е слаба, ако црквата е неважна, не е фактор, кој е основната причина? Не се врши работата. Не го прави она што треба да го прави. Да го проповеда Христос и Божјото царство. И не само тоа, продолжува, проповедајќи им го Божјото царство, тие 40 дена јавувајќи се постојано на учениците, веќе последниот пат кога е сонив во Ерусалим, пред да се вознесе, последните минути пред учениците, им вели: не оддалечувајте се од Ерусалим, туку чекајте го ветувањето од Отецот што сте го слушнале од мене. Јован крштеваше со вода, а вие не по многу дни од денес ќе бидете крстени со Светиот Дух. Црквата, Христос и Светиот Дух. Проповедта за Христос и Светиот Дух. Христос им рече на учениците: нема да мрднете одовде, нема да отидете никаде, додека не дојде она ветување од Отецот, што јас веќе ви кажав за него. Тука говори за крштевање со вода, со Свети Дух. Меѓутоа, главната полука која Христос е даде на учениците е запишена во Јован 14-15 глава, т.е. вечерта што имаше на Пасха. И тој тамо говори за утешителот, тоа е оној што Христос ќе им го даде, а за тоа тој прво мора се вознесе, ќе им го даде, ќе им го испрати и тој ќе биде како нивен учител, како советник, како утешител, ќе ги подсетува на она што веќе го знаат, ќе ги учи на нови работи, ќе ги води во нивната служба. Божјото дело или црквата својата мисија не може да извршува на начин кој ќе ги креира со општа согласност меѓу верниците. Сега тоа ќе биде нашата работа, ај ќе се согласиме ли сите, има ли за тоа консенсус? Не. Бог веќе ја дефинирал работата и Бог ги дефинирал начините. И Бог одредил како може да се изврши таа работа. Без силата на Светиот Дух, проповедта е празна. Проповедта е безживотна. Светиот Дух е тој кој таа проповед ја прави жива, кој тие зборови ги оживува и ги прави живот во оние кои ја слушаат. Светиот Дух е оној кој што ги отвара срцето на луѓето за да ја примат таа порака. Светиот Дух ја дава силата за успехот на црквата кој што е представен во книгата Дела. Божјото дело не се врши со човечки шеми или стратегии. Светиот Дух е оној кој дава сила на проповедта. Светиот Дух ќе избере служители во 13 глава, ќе го избере Павле или Сила и Варнава. Светиот Дух ќе ги насочи кај да одат. Кога Павле ќе сака да оди на едно место, Светиот Дух ќе му затвора врати, за да му отвори врата на друго место. Светиот Дух ќе отвора срце на луѓе. Тој ќе го отвори срцето на Лидија. Светиот Дух го прави успехот на службата на црквата. Појавата и ширењето на црквата преку проповедта на Христовото Евангелие и дејството на Духот
е она што сака да ни го покаже овдека Лука. И расказот започнува на одредено време, на одредено место, почнува во Ерусалим, почнува во времето кога тие треба да се развелат со Христос. Меѓутоа, крајот, ако го видиме, го видовме дека крајот е така ненадеен, од ненадеж, нагол е крајот. Павле стигнува во Рим, си наоѓа местенце куќа и го проповеда 2 години Божјото царство и Исус Христос. И така завршува. Еден читател, љубопитен читател, би се интересирал, а што се случува со Павле? Тој веќе 2 години е во окови, од Ерусалим па Кесарија, постојано е влечкан на судови. Што се случува? Каква е пресудата? Продолжува ли понатаму да проповеда? Ништо за тоа нема. Би било нормално, во една нормална книга, да ни го даде епилогот од судскиот процес, ако не од друго нешто. Зашто така почнува патувањето. Тој треба да отиде во Ерусалим, во Рим и да биде суден. Немаме ништо. Зашто тој не е целта на книгата. Целта на книгата не е да ни го представи служењето на Павле. Целта на книгата не е да ни го покаже како тој завршил. Целта на книгата е да видиме дека дека Евангелието со успех се проповеда. И црквата успева до таа мера, што дури и во дворецот на императорот, што дури и во семејството на Цезарот, луѓе ќе поверуваат. Евангелието буквално ќе го промени свет, ќе го сврти општеството. И уште нешто. Рековме дека Евангелието, Лука тоа ни го кажува првиот стих, го напишал со цел да ни покаже што Христос прави и проповеда од почетокот до вознесението. Книгата Дела е да ни покаже што Христос на небото, не историскиот, но Христос на небото, зборува, прави, кои се неговите дела сега. И тие не прекинуваат, не завршуваат со книгата Дела на апостолите. Не, зашто ако завршиле проповедите и делата на историскиот Христос на земјата во тело, неговите дела, неговите проповеди не завршиле, не завршуваат со крајот книгата на Делата на апостолите. Секоја наредна генерација е продолжение, уште една глава, уште едно поглавје во тоа дело на Христос и на Духот преку црквата. Зашто тоа е книгата Дела. Делата на Христос, на црквата, на Духот преку црквата. И тие продолжуваат до ден денешен. И ние сме дел од делото на Христос, делото на Духот, вознесениот Христос, Христос на престолот, кој действа преку неговата црква и ќе продолжи се до неговото доаѓање, за кој двајцата мажи облечени во бело ќе кажат, тој ќе се врати пак. И тогаш ќе се случи крајот на делото на земјата на вознесениот Христос. Тогаш ќе се стави крајот на таа книга. Тие принципи, што ќе ги видиме овдека, се надам во наредните, најверојатно повеќе од година дена, имајќи го пред колку глави се, ќе ни помогнат многу и ние денеска да видиме како да служиме, како да остваруваме таа мисија, како да ги победуваме тие искушенија со кои се соочувале и првите христијани и ние да станеме фактор, релевантен фактор во современото општество. Тоа е една значајна служба, проучувањето на оваа книга, која се надвам Бог ќе ја благослови и во нашиот живот, и во нашата служба како црква. И уште нешто. Се надам дека оваа книга ќе биде можност оние кои не веруваат да поверуваат, бидејќи, како што реков на почетокот, Лука, историчарот, ни дава толку добро аргументирани причини за да може секој да поверува во него.
докази добро покрепени во историјата со многу сведоци кои тој ги вклучил во тие негови истражувања. И нас, и ние кои веруваме, и нас, да ќе ни помогне преку службата на Светиот Дух кој го прави живот тоа слово, да бидеме мажи, жени кои живеат и служат во учењето и силата, во учењето на Христос и силата на Светиот Дух. Амин.